Релаксирање на песочни плажи и гледка на прекрасните хотели во деко-арт стил во Мајами. Одблиско доживување на боите на флората и фауната на Мексико во слободно време. Овие делови од американскиот сон на младите во комбинација со 12 часовна работа без слободен ден 8 месеци е краткиот опис на работата на Брод. 26 годишниот Зоран Пауновски од Тетово потпишува 8-месечен договор и на 12 октомври оваа година заминува да работи на Брод. Се вратил минатиот месец. Причината зошто се решил на ваков чекор е немањето на сигурна работа овде. Добрата плата која ја нуди овој ангажман и посетата на места кои на друг начин можеби и не би можел да ги посети никогаш. Незадоволен од тоа до сега што го работав, до пред година дена. Јас се одлучив да работим на Брод. Претходно искуство имав како конобар во ресторан во Кафич. После тоа имав година и пол така нешто. Искуство во ресторан за брза храна, но тој ресторан не траеше долго и се затвори. А мислев дека тамо можем да успеам и почнав да идам нагоре, значи од обичен работник почнав да станувам и експерт. Ама тоа кратко траеше година и пол и се затвори. После тој еден пријател ми спомена дека работел на Брод и имал добро искуство. Добро се заработува, го шеташ цел свет, а тоа е наша желба на младите. Само на интервјуто таму не го кажав тоа дека сакам да шетам, туку сакам да работам. Така и почна постапката за вработување. Бев на предавање, секој вторник. После предавањето има прелиминарно интервју. На тоа прелиминарно интервју се заклучува колку си со англискиот и која позиција би ти одговарала спрема искуството претходно и спрема јазикот. После тоа после тоа бев на тренинг. Тоа е, значи, морален тренинг. Тој тренинг мислам дека и не ми помогна многу, ама е, значи, морален. Тоа е едно предавање и пак се гледа јазикот на тоа. После месец дена имав главно интервју. На главното интервју, значи, ми беше на Skype во агенцијата во која што аплицирав. Тајаше многу кратко, имав најобични прашања. Колку да види докај сум со англискиот. После тоа чекав околу 2 недели и ми јавија, значи, дека сум примен. После тоа почне постапката, бев на лекарски преглед, аплицирав за пасош, не за пасош, за виза. Да, и пасош немав тогај во тој момент. После тоа, значи, си ја плаќаш сама авионската карта, пошто прв договор. Мој договор беше 8 месеци, значи. Искуство големо. Првата вечер по пристигнувањето бил сместен во луксузен хотел во Мајами. Веќе наредниот ден за прв пат стапнал на Брод, каков што дотогаш немал видено. Не однесла до бродот. Бродот беше ептен голем. Не имам до сега толку виден голем брод. 18 спрата, 6000 гости, 2500 вработени. Првото искуство, мислим првите денови, беа не баш многу добри. Пошто и ми кажуваат, бев спремен на тоа, значи, прво психички, значи, разделен од дома, ти не достигаат твоите пријателите. Ме прифатија сите, имав и од Македонија таму, многу ми помагна во првите денови. Многу имав колеги од Јамајка, од Хаити, од Никарагва, од секаде, може би 50 култури различни. Работното време од прва смена, значи стануваш во 4:30, почнуваш во 5 на работа, мора да се испегла на работа, комплетна униформа, кошулја, панталоне, кондуре. После тоа идеш се пријавуваш, значи имаш логин преку компјутер, значи логин, логаут си правиш. Пред почеток на секој работно време имав као вежби, стречи. Значи за развижување. После тоа, значи, супервајзорот ми дава што треба, како треба да изработамо. Значи, тоа не е толку психички оптеретување од супервајзорот. Имаш свој телефон, ти врти, докај си, како си. Си имаш пауза. Паузата е нивна, значи ти не одредуваш за тоа. Имаш слобода, например, да идеш вода да пиеш, да јадеш, ти се пријало, значи не е проблем тоа. Што нешто ти недостасуваше најмногу? Што ти беше тешко да го прифатиш како ново? Да.
Па значи јас сепак бев спремен на тоа, ама ипак ми достигаа моите, најмногу внука ми, пошто поврзани смо така. А инаку другото, само по себе си доаѓа со месеците како што поминува. Запознаваш нови луѓе, те прифаќаат одма. Треба само да си отворен, насмејан и немаш гајле. Средбата на Зоран со неговата внука била таа што најмногу ја очекувал. Во периодот од 1 месец колку што е тука, се видел со сите, направил се што му недостасувало додека бил на брод. Сега веднаш би заминал назад. На шега вели тој. Кога дојдов овде, прво внука ми ме пречека, тоа ми беше неубавиот момент. Го очекував 8 месеца. После тоа нормално. Бев прво да се најадем дома. Стигнав навечер, така да таа вечер оспав не излегов одма. Виш утреден тап се видов со пријателите, со роднините. Сега се видов со свите и бидел одма. Работата на брод не овозможува создавање на емиграција, туку времена дислокација на живеалиштето, заради барањата на светскиот пазар на трудот со можност за стекнување на работни компетенции.